Нов шок за македонската влада, уште не прочитан крајно критичкиот извештај на Европската комисија за состојбите во државата, скандал го тресе секторот на субвенции во аграрот. Висок функционер, фатен со лепливи раце, директор близок до власта, примил мито од бизнисмен кој незаконски очекувал пари од ИПАРД, фондовите на Европската Унија. Стопирани се исплатите и конкурсите за европските пари во македонското земјоделство. Независност дали оваа мерка ќе ја предложил премиерот Мицковски или пак одлуката стигнала од Брисел. Факт е дека ова не говори добро за имиџот на државата. Гостин во ова издание на Трилинг, Лилијана Јоновски, добре дојдете во емисијата. Добро ве најдов и благодарам на поканата. Во каква состојба се денес земјоделците? Остана на некој начин во моментов се со празни раци. Она што во меѓувреме се случи, за жал да внесува одредена неизвестност во целиот овој процес, со оглед на тоа што сепак станува збор најпрво за европски пари. Ние се уште немаме јасна слика до каде се тоа ќе оди, односно дали истрагата и она што ќе се случува во наредниот период ќе остане само на национално ниво, дали Европската комисија ќе превземе посебни други мерки, дали тука ќе се вклучи ОЛАФ агенцијата каде што би се правила и посебна независна финансиска истрага, која што би траела обично од 2 до 3 години, што уште повеќе на долг рок ја зголемува неизвестноста кај земјоделците. Ова е состојба која што години наназад се провлекува. Ако ме прашувате кои се во моментов загрозени, најзагрозени, според она што имавме можност исто така и да го слушнем изминатите денови според официјалното известување на Министерството за финансии, би рекла дека можеби најзагрозени се тие кои што чии договори веќе се завршени и чии инвестиции се веќе реализирани. Според она што беше кажано од страна Министерството за финансии, дека тој износ изнесува околу 400.000 евра. И најзагрозени во моментов можеби се и оние кои што веќе аплицирале, веќе се нивните барања се во процес на обработка. Според Министерството за финансии тие се некаде дури околу 20 милиони евра кои што ќе бидат ставени под знак прашалника кои што треба да се доделуваат, така да можеби ги имаат сите мерки и од мерката 1 и од мерката 3, од мерката 7. Само да појаснам, сите овие мерки се однесуваат на различни аспекти од земјоделскиот развој, од руралниот развој. Мерката 1 е конкретно на модернизацијата во земјоделското стопанство. Најмногу имаме тука апликации и тука директно ќе бидат погодени индивидуалните пред се земјоделци и семејните земјоделски стопанства, затоа што тие од тука најмногу и влечат средства. Господи Јоновски, над 170.000 земјоделски семејства кои стопанисуваат со аграрните површини, со европски стимулации почнуваат модернизација на производството и поквалитетен живот во селата. Зашто најчесто се искористени или се користат ИПАРД средствата? ИПАРД средствата веќе малку и напоменав, најмногу се користат во делот на мерката 1 за модернизација на земјоделско стопанство и најчесто тука е набавката на трактори. Например, имаше во последниве овие повици кои што од ИПАРД 3, значи од 2021 до сега, има над 500 барања кои што се исклучиво наменети за купување на нови трактори. Вториот елемент каде што најмногу се инвестира е модернизацијата во делот на купување, дали тоа е приклучна машинерија, дали се одредена машинерија во однос на берба, дали е некоја ситна мала преработка, генерално во тој сегмент најмногу се користат средствата. Постои ли опасност некој или дел од земјоделците финансиски да заглават после ваквата одлука од Брисел? Мое искрено мислење и мој впечаток со оглед на познавајќи ги состојбите во земјоделството повеќе од 17 години, искрено сметам дека нема некоја таква опасност. Со оглед на тоа што сепак станува збор за договор кој што државата го потпишува со Европската Унија, со Европската комисија, има одредени правила под кои што тој се спроведува и мислам дека крајното би било сепак овие трошоци, доколку се случи да дојде до некаква негативна одлука, сепак она што нели досега е договорено, е завршено, истото ќе мора и да биде исплатено со тоа што предпоставувам дека би се користеле наши средства. ИПАРД 3 почнува од 2021 и трае 7 години. За прв пат Европската Унија финансира и проекти од инфраструктурата, комунални потреби за животот во руралните средини. Имате ли увид што се гради со овие европски пари?
Да. Со овие средства, да, се има можности, дури и дел од средствата ги користат и општините, ако станува збор за асфалтирање или унапредување на патната инфраструктура до 2 километри. Особено се користи во селата кои што ја немаат добра поврзаност со градовите. Исто така се користи за напредување на структурата, дали осветлување, дали е друга јавна структура, дали е поплочување и така натака во рамките на селските и руралните средини. И се очекува исто така и акредитација на мерка која што баш ќе биде наменета за рурална јавна инфраструктура, која што, да речем, уште не е во можност да се користи. Она што сега во моментов го имаме е модернизацијата, што ви ја споменам, на земјоделските стопанства, средствата кои што се за компаниите, преработувачката индустрија и последниот елемент е вложувањето во руралниот туризам. Има доста голем број на капацитети низ нашата држава, кои што можеби не целосно, меѓутоа во одреден сегмент се изградени токму со ИПАР средствата. Точно ли е дека многу често средствата од ИПАР завршуваат во погрешни џебови? Имаше доста индиции и доста се говори за тоа, дека да, има такви примери. Меѓутоа, сепак, тоа не е докажано, не е утврдено како такво. Можеби затоа и едни од забелешките и во овој последниот извештај на Европската комисија е дека отсуствува тој елемент на мониторинг. Отсуствува поголема застапеност на мерки кои што ќе бидат насочени кон борба против корупцијата, токму во овој елемент, во делот на исплатите, каде истите завршуваат, затоа што и во делот на мониторинг кој што во моментов се спроведува, не се спроведува на сите средства кои што се доделуваат, туку се спроведува на сосема мал елемент, дали се тоа 5% до 10%, кои што ад хок или по одредено време се врши проверка на инвестицијата и дали истата завршила во правилните раце. За ова, можеби, затоа и дојде можеби до некој ваков момент, па самата истрага ќе покаже и некои други недостатоци кои што биле присутни во текот на годините кога станува збор за користењето на ИПАР средствата и ќе може ваквите елементи да се докажат дека навистина биле или не биле така. Благодарам што дојдовте во емисијата. Ви благодарам на поканата.